време е веќе за нашата прва гостинка ова утро, а тоа е доктор Софија Крстева, која што е специјалист по семена медицина. Добро ви утро, докторке. Добро ни дојдовте. Благодарам искра Ке зборувате за она што веројатно сега ни предстоја, тоа се сезонските настинки, сезонските вируси, но јас морам да го искористам вашето присуство овде, Ирена, ако ми дозволиш, а тоа е со оглед на тоа што една од најактуелните тема што имавме денес со гледачите е случајот со салмонела во три скопски училишта во општина Карпош. Накусо само што е она што секој од нас треба да знае за салмонелата и колку е таа опасна? Салмонелата представува бактериска интестинална инфекција, предизвикуваче салмонела тифи. Најчесто е тоа во храна со месо, кое можеби не е доволно термички обработено, одредени сосови кои што се ставаат во сендвичите, кои што децата ги примаат, или пак во тие продукти кои што им се нудат како ужинки, веројатно не доволно термички обработена храна, или пак не се чувала во фрижидер доволно за да се заштити, значи, од таа дополнителна бактериска инфекција. Треба секогаш луѓето кои што работат со храна, кои што ја подготвуваат таа храна, редовно да им се земаат микробиолошки брисеви, значи од нос, од грло, од нивните раце, редовни санитарни прегледи да се прават, заради да се превенира ваква, да речам, по-лоша, по-интензивна цревна инфекција. Кои се најголемите опасности? Од што треба да стравуваат, особено сега заразените? Таа цревна инфекција се манифестира со висока телесна температура, со симптоми од гастроинтестиналниот тракт, кај децата може да се јави и најчесто се јавува и симптом на главоболка, покачена телесна температура, болки во стомакот, може да се јават и нагони на повраќање, диареја. Салмонелата има повеќе фази на тек на болеста, но пред се нас како матични доктори, ние сме задолжени да поставиме точна диагностика и да го бараме секогаш причинителот за инфективниот агенс. И доколку тоа се потврди со микробиолошки анализи, од земени брисови, од копрокултура дополнително кај одредени деца и се воспостави дека е таа причинител, апсолутно веќе тука настапуваат институциите надлежните кои што се одговорни да го детектираат овој проблем. Кој е изворот на зараза и од каде почнал проблемот? Најавите се дека до сабота ќе дознаеме сите и целата јавност. Многу ви благодарам на овие информации. Ирена, прости што ти се вмешав, сега може да се продолжите со вашата тема. И убаво да знаат и нашите гледачи. И јас само да се надоврзам, дали се пренесува од дете на дете? Дали е така заразно? Може да се пренесува преку феко-орален пат. Преку раце, преку неизмени раце, допир на предметите. Значи, но најчесто ја имаме во храната која што каде што се наоѓа салмонелата. Добро утро, официјално еве и од мене. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана за гостување. Ние денеска ќе говориме на една сосема друга тема, ќе зборуваме за она што е и ќе биде актуелно со промената на временската прогноза. Наутро утрата ни се многу ладни, исто така и ноќите, меѓутоа преку ден имаме убаво и сончево време, што тоа некако придонесува на развој на настинките, вирозите. Потоа тука ќе ни дојде до прв грипот и се уште ни е присутен ковидот. Ова утро ќе зборуваме токму на оваа тема. Еве и јас да ве представам некако по обратен ред. Доктор Крстева Софија, специјалист по семена медицина, која што ни доаѓа од специјализираната ординација по семена медицина Софија Медика. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. За почеток да зборуваме за она што е можеби најважно, она што е тоа како дали можеме да се заштитиме од овие настинки, вирози, грипот кој што треба да ни пристигне и ковидот кој што се уште е присутен меѓу популацијата. Секогаш велиме имунитетот, а под имунитет секогаш вие докторите кажувате дека се подразбира добар сон, спортување и здрава исхрана. Ако сум во право. Во право сте секако. Благодарам за убавата најава. Ги поздравувам гледачите на телевизија Алфа.
Сега овој период се најактуализирани горно-респираторни и долно-респираторните инфекции. Причинителите во 80% се вирусните инфекции. Постојат многу типови, подтипови на вирусни инфекции. Конкретно рековме за имунитетот, да, најважно е кога луѓето инвестираат првенствено во своето здравје, односно во својот имунитет. И најважен е здравствениот потенцијал кој што секој поединец го има, а тој зависи од нутритивниот статус, односно од квалитетната исхрана, од здравите лични навики, од стилот на живот, од емоционалната стабилност, како се справуваме исто со психосоцијалниот стрес. Генерално констатациите конкретно за имунитетот е дека нашиот имунитет се дели на вроден и стекнат, на активен и пасивен. Ние имаме специфични и неспецифични одбранбени механизми да се избориме со одредени инфективни причинители кои што би причиниле кај нас одредена болест. Вродениот имунитет е тој што го стекнуваме во текот на нашето раѓање. Кај него има брза реакција на делување, нема меморија, не може да ги запамти болестите, значи кои што сме ги прележале. Овдека спаѓаат интерфероните, природните клетки убици, фагоцитите. Првенствено и нашиот организам е така створен да и ние самите во нас имаме вродени одбранбени механизми. Например, ќе кажам лизозимот во нашите солзи, муцинот во плунката, мукозните цили во респираторниот епител, хлороводородната киселина во нашиот желудник, комензалните бактерии во нашите црева. Првенствено, многу е битно да имаме здрава цревна флора. Односно да негуваме таа цревна флора која што ние сме си ја наследиле со раѓањето. Во цревата имаме над 3 трилиони бактерии, кои што исто ги стекнуваме во текот на нашето раѓање. Воедно се препорачува во тек на одреден период да се земаат одредени пробиотици, меѓутоа сметам дека се многу важни пребиотиците. Пребиотици се гликосахариди, гликополисахариди, со кои што се храни нашиот микробиом, за да се создаваат здрави бактерии, кои што пак понатака со процес на ферментација создаваат Б-витамини, фолната киселина создаваат, Б12 создаваат, кои што пак се исто многу важни да се намали хомоцистеинот во нашето тело. Се создаваат во цревата и неуропептиди кои што пак влијаат на серотонинот во нашиот мозок. На тој начин цревата ги велиме како second brain, како втор мозок, затоа што и се инервирани од 10-тиот кранијален нерв, нервус вагус, кој што сите информации од цревата ги носи во мозокот да ги обработи тие информации, да видиме што се случува. Ако може така да се Имунитетот, да, имаме исто алвеоларни макрофаги, имаме микроглиални клетки во централниот нервен систем. Лимфниот систем е со лимфни жлезди на одредени регии. Мезенгиални имаме фагоцити. Понатака, тоа би го кажала во тој неспецифичен имунитет кој што ние си го наследуваме со нашето раѓање. Во специфичниот имунитет, односно стекнатиот имунитет, спаѓаат Т лимфоцитите, Б лимфоцитите, цитокините и нашите антитела кои што ние ги создаваме. Сега, пред се конкретно за да ни се подобри имунитетот, значи јас првенствено најмногу ги препорачувам есенцијалните масни киселини. Затоа што секоја наша клетка, секоја клеточна мембрана е составена од фосфолипиден двослој, каде што во тој фосфолипиден двослој влегуваат есенцијалните масни киселини во состав. Односно омега-3. Еве, луѓето и нашите гледачи, малце поедноставно, по-народски да кажам, омега-3 есенцијалните масни киселини, кои што се полинезаситени, има над 11 типови, од кои што 4 ми се мене фаворити и кои што ние мораме да ги внесеме со исхраната затоа што нашето тело не ги произведува.
Да почнеме сега со симптоматологијата. Многу слична симптоматологија, настинки, вирози, грип, ковид. Може ли да направиме едно разграничување како да препознаеме кога станува збор за настинка, кога е вироза, грип или ковид и кога е потребно да се јавиме веќе кај нашиот матичен доктор? Обично на почеток секогаш самите нешто сме си своји доктори, меѓутоа кога е потребно сепак да добиеме и стручна помош? Искусен доктор, тоа најчесто одма ќе го востанови, ќе направи одма дистинкција дали се работи за настинка, грип или ковид. Ајде за гледачите накусо да објасниме симптоматологијата, да разграничиме што е како настинка, кои се симптомите? Настинките ги предизвикуваат над 99 причинители на риновирус. Меѓутоа тука спаѓаат и респираторниот синцицијален вирус, аденовирусите, ентеровирусите. Најчесто се манифестира настинката со благи симптоми. Значи, може да има благо покачена температура. Од општите знаци, значи, може да има благи општи симптоми, благ замор, малаксаност. Најкарактеристична е ринорејата, односно течењето на нос, пазатнат нос. Минимално може да се појави болка во грлото. Може овој симптом да трае до 7 дена. Меѓутоа, најчесто настинките спонтано поминуваат со симптоматска терапија. Кај настинка никогаш не даваме антибиотик. Препорачуваме антипиретици ако се покачи телесната температура, ако се појави некоја блага главоболка, аналгетик во комбинација со антипиретик, течности многу, чаеви, топли супи, евентуално прошетка колку ни дозволуваат временските прилики на сонце. Сонцето ни го активира тој природен D-витамин кој што исто така ни е многу важен за нашиот имунитет. Сите наши клетки имаат рецептори за D-витаминот, кој што влијае и на метаболизмот на калциумот, меѓутоа исто така многу е важен и за репарација на нуклеотидите на ДНК и е многу важен за да не ни се јавуваат алергии и автоимуни заболувања. Конкретно за коронавирусната инфекција, постоја повеќе под типови на COVID заради разноразни мутации во светски рамки. Кај COVID инфекциите малце поизразена симптоматологијата. Може да постои повисока телесна температура, поизразена кашлица, но кај коронавирусната инфекција се карактеризира кај потешки инфекции имаме губиток на здив, односно потешко дишење, диспнеја. Затоа ја меревме сатурацијата, значи кај COVID вирусните инфекции, за да восстановиме дали е намалена сатурацијата. Понатаму редовно ги правевме крвните анализи, заради тоа што одредени соеви на COVID инфекција дава високи параметри на дидимерите, висока седиментација, ЦРБ се покачува ако имаме дополнителна суперинфекција со бактерија. Правевме исто така, некои пациенти мислат дека имаат настинка, меѓутоа со брз тест секогаш кај тие што одма ќе приметам други симптоми различни од настинката, тоа го детектирам одма со брз тест за COVID. И понатаму... А грипот и тој ќе ни дојде за многу брзо време, ако веќе и не е присутен меѓу нашава популација, тоа вие имате повеќе податоци. Грипот, кои се неговите симптоми? Се уште пациент со грип не сум немала моментално, зборам за оваа сезона. Во моите 2 ординации во населбата Вталеџа. Грипот е исто респираторна инфекција која што има потенцијал за епидемиско и пандемиско ширење. Има 3 типа А, Б и С инфлуенца. Се разликуваат според две компоненти кои што се на површината на вирусната честичка. Едната компонента овозможува да се прикачи вирусот за клетките, а другата компонента овозможува да се ослободи вирусната честичка од заразената клетка. И според тие 2 компоненти, значи ги разликуваме подтиповите, значи на грип. Грипот има многу поинтензивна симптоматологија, многу интензивна главоболка, многу висока температура која што може да држи до 39 и неколку дена. Има поизразена изнемоштеност, болки во зглобови, артралгија, мијалгија,
поизразена кашлица затоа што вирусите на грип се размножуваат во респираторниот епител и вирусот на настинка се размножува во респираторниот епител. Меѓутоа, дополнително може да направи проблем и во подолните слоеви од тој респираторен епител. И се јавува таа многу јака интензивна кашлица, која што е карактеристична за грипот и се јавува многу јака изнемоштеност. Кога сме веќе кај грипот, докторка, во тек и вакцинацијата. За кои лица вие препорачувате да ја примат вакцината против грип? За сезонскиот грип, да. Самите пациенти знаат дека на порталот за вакцинација треба да си се регистрираат и да си се регистрираат за да си ја примат таа вакцина за сезонски грип. Тоа се препорачува за сите лица над 65 годишна возраст, за сите лица кои што имаат коморбидитети, хронични болести, пулмонални болести, ХОП, астма, кардиоваскуларни болести со кардијална инсуфициенција, кои што имаат некои вродени кардиомиопатии, се препорачува за лица кои што исто се во постојан контакт со болни, значи здравствениот потенцијал, здравствениот персонал да се вакцинира од грип. И најчесто вакцината која што се прави, конкретно се гледа за во таа сезона кој е тој грип кој што би требало да не нападне во таа сезона и така се прави таа вакцина за грип. Имаме уште толку време колку да позборуваме малку за антибиотиците. Антибиотиците беа тема и често пати се полемизираше за нивната употреба или неупотреба за време на пандемијата. Имаше доктори кои што даваа нон-стоп антибиотици за време на вирус, имаше оние доктори кои што велат дека на вирусна инфекција не се даваат антибиотици. Еве, уште толку ни е времето колку да ни објасните кога велиме да на антибиотикот. Антибиотици, апсолутна индикација, имаат за препишување исклучува кога се работи само за бактериска инфекција. На вирусните инфекции антибиотиците немаат никаков ефект. Можеме емпириски да препишеме антибиотици во чекање на резултати од антибиограм, кога веќе имаме и клиничка манифестација и бактериолошка манифестација и очекуваме да видиме кој е бактерискиот причинител. А веќе сме констатирале при самиот преглед дека се работи за бактерија, како стрептококна ангина, како еризипел, импетиго. Тука веќе имаме апсолутна индикација за препис на антибиотици или ендокардит бактериски, менингококен, менингит, значи апсолутна индикација за препис на антибиотици. Меѓутоа, кај настинките не даваме антибиотици. Кај херпес симплес вирусни инфекции не даваме антибиотици. Исклучиво се дава, значи ако има некоја супер инфекција со бактерија. Имаше еден податок дека ние овде во Македонија многу користиме антибиотици, често пати на своја рака си земаме антибиотици. Апсолутно не за тоа, нели? Сепак треба, како што кажавте... Јас моите пациенти си ги едуцирам дека доколку третиот ден веќе температурата не поминува, да дојдат кај мене на преглед, па да установиме зашто се работи врз основа првенствено на тој преглед. Ако јас одма ја поставам дијагнозата и видам дека се работи за бактериска инфекција врз основа на медицинските доктрини, врз основа на искуството мое претходно, значи одма го давам антибиотикот, така видам дека се работи за стрептококна ангина, се гледаат бели точки на тонзили, тука немате што да правите бриз, апсолутно се гледа дека е стрептококна ангина и давате антибиотик. Меѓутоа, ако е грлото благо хиперемично, ако има некоја субфебрилна температура, ако нема некои поназначајни симптоми, ќе помине и со симптоматска терапија, без антибиотик. И со сама за крај, накусо, еден совет до нашите гледачи. За крај. Редовно консултирайте се со вашиот матичен лекар за некои моменти и ситуации кои што се поврзани со вашето здравје, за кои што не можете сами да си дадете објаснување. Ние имаме прекрасни доктори во Македонија. Секогаш нашите доктори се најбарани во странските земји.
Моментално најактуелно во Словенија периодов, знам дека Словенија исклучително интензивно трага по матични доктори, затоа што пак нивните доктори бегаат во Австрија и во Италија. Тука им се тие земји најблиски. Така да почитувајте си го вашиот матичен лекар. Квалитетни сме по знаење, по искуствата кои што ги имаме. Нашиот медицински факултет продуцира квалитетен кадар. Така да моја генерација, сите што сме од моја генерација доктори, сите сме на одредена позиција и сите одлично професионално се извршуваме својата работа. Благодарам уште еднаш на гостувањето и се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам. Јас се заблагодарам, ќе пукнам ако не прашам нешто. Вчера излезе еден податок дека оваа година е натопла во последните 125.000 години. Сега не знаеме дали може точно да дефинира дали за толков период, во секој случај како се мери температурата. Сега ние сме вообичаено навикнати ноември да е многу постудено од ова. Како ова топло време влијае врз нашето здравје, особено врз вирусите? Што има на нив подобро на вирусите? Потопло или постудено? Имаме различни типови на вируси. Имаме сезонски вируси кои што се јавуваат во одредени сезони од годишниот период. Меѓутоа, најчесто е тој преоден период, значи од лето кон есен, од есен кон зима. Значи, обично во тие периоди, значи кога имаме промена на времето, а луѓето се уште не се доволно адаптирани, премногу надвор топло, студено од сабајле, а во поподневните часови е топло, така да кога сме повеќе затворени во затворен простор, како училишта, градинки, канцеларии, каде што кивање, кашлање, комуникација блиска, лесен е преносот преку аерокапков пат на било која респираторна инфекција. Така да кога сме веќе позатворени во колектив, во одреден простор, побрз е преносот и контагиозноста. А кај да ќе дојде и тоа веќе се затвараме за жалко дома. Многу ви благодарам. Благодарам и вам. Доктор, ке следниот пат се гледаме сега на некоја друга тема. Доктор, ни се секогаш и тоа како потребни и во животот и во нашата емисија.